Сојузниците на НАТО постигнаа договор на самитот што ќе се одржи во вторник и среда во Хаг. Лидерите да се обврзат да ги зголемат годишните трошоци поврзани со одбраната на најмалку 5% од БДП, објави германската агенција ДПА. Членките на Алијансата се под притисок значително да ги зголемат трошоците за одбрана од американскиот претседател Доналд Трамп, кој се жали дека Канада и европските партнери се подпираат на огромниот буџет за одбрана на САД. Според договорот, најмалку 3,5% од националниот БДП треба да се троши за конвенционална одбрана, а дополнителни 1,5% може да се издвојат за поврзани трошоци, вклучително и за борба против тероризмот и за инфраструктура, што може да се користи за воени цели, како што се инвестиции во железнички линии и проширување на пристаништата. Сојузниците на НАТО треба да се согласат да ја исполнат новата цел за трошоци за одбрана до 2035-та во планираната завршна декларација на самитот на НАТО, изјавија дипломати за агенцијата ДПА. По една година владење на ВМРО ДПМН, Македонија не само што не се доближи до ЕУ, туку се оддалечи од секоја стратешка насока, обвини лидерот на СДСМ Венко Филипче на партиската трибина по повод една година од владата. Насловена Македонија понижена. Власта јасно покажа за една година. Не сака правда. Сака контролирана правда. А тоа е опасно за секој еден граѓанин. Кога власта е и обвинител, и судија, тогаш буквално никој не е безбеден. Она што најмногу боли и што ја одзема перспективата и иднината на младите. По една година е јасно дека напред е слепа улица со ВМРО ДПМН. Нема план, нема волја, нема стратегија како нашата држава да стане членка на Европската унија и каде се движиме како нација. Оваа несигурност, оваа безперспективност ќе биде погубна за иднината на државата и за нашите граѓани. Наместо заедно сите да се интегрираме, очигледно е ВМРО ДПМН сака еден по еден да го бираме патот кон Европската унија. Нема горда Македонија без горди работници, без горда младина, без горди земјоделци, без полна трпеза и без перспективна иднина. Македонија не е горда со оваа власт. Македонија е несигурна. Граѓаните се во страф за иднината, со тешко секојдневие и грижи за кои владата нема апсолутно никаков интерес да ги реши. Секоја чест на актерската изведба на Венко Филипче, само што народот не аплаудира, туку превртува очи, реагира од ВМРО ДПМН. Коментар за трибината на СДСМ претходно даде и премиерот Мицкоски. Јас мислам дека конечно Фројд во полно светло работи во опозицијската СДСМ и таму претпоставувам има неколкумина кои што имаат силно чувство развиено на стокхолмски синдром, кога жртвата се влюбува во ловецот, па така и тие од СДСМ, политичката партија која што ја понижи, ја клекна, ја упустоши и разграби Македонија, денеска зборува за понижена Македонија, не напротив, денеска Македонија полека, но сигурно станува горда. Сето она кој што го работевме изминатава година дена беа токму затварање на дупки и исплата на сето она кој што го наследивме од овие кои што ја понижија Македонија, тоа е опозицијската СДСМ и ДУИ. Тоа беше се. Пријатна вечер.